стаклата не се прекршок со кој што помпезно градоначалникот се затвора во кола без никакво образложение и како најголем криминалец се шета низ целиот град со ротации и се води на технички преглед. Тоа се решава за 5 минути. Јас не добив никакво образложение од страна на полициските службеници, кои што и нема одговор, бидејќи цело време комуницира на телефон и во самото возило јасно се гледа во сообраќајната дозвола дека возилото поминало на атест и може да има таков тип на фолија. Во целиот временски период, додека сум во кампања, многу ретко управувам со моторно возило. Моторното возило кое што го користиме во кампања ја поседува целата уредна, техничка и друга документација, согласно законот и управувано согласно полномошно од страна на други лица. Почитувани, ова е само континуитет во обидот да бидат заплашени луѓето во тимот на Максим Димитриевски и мене како кандидат и сакам да испратам една јасна порака. И до господинот Оливер 1 и до господинот Оливер 2. 31 е многу близу. Граѓаните ќе видат со каква нереална власт, која што од страна на вас поединци се трансформира за жал во режимска власт, се соочуваме, и тоа остро ќе го казни во Куманово на 31, бидејќи кај нас притисоци не поминуваат. Дополнително слушнав дека е покрената активност во рамки на Министерството за внатрешни работи за евентуална истрага од внатрешна контрола. Па сакам при тоа, за да не се водиме по системот каде ја те суди, каде ја те тужи, да го подсетам министерот Спасовски дека веќе од штабот за наше Куманово имаме пријавено неколку кривични дела, кои што се работат согласно законот, а се поврзани действија со изборниот процес. Едното е за физичкиот напад и насилно однесување, растурање на собир на локација Долно Којнаре, а другата е за изнудување на подкуп во изборен период. Се уште нема никаква повратна информација до пријавителите